Прво почнав јас да се занимавам со гимнастика. Како дете ме зеде Мице Фајфо, еден од најдобрите гимнастичари во Македонија и беше наставник по физичко воспитување во основно училиште, али пред да дојде во основно училиште, работеше во Партизан, Друштвото за гимнастички спортови и почнав таму. Тој ме усмери да се запишам физкултурна школа и се запишав во Скопје и имаше еден крос за средни училишта на ниво на цело Скопје и јас без тренинзи ги победив сите од тие средни училишта, ги победив сите кои што тренирале во клубовите, и во Работнички, и во Вардар, и така натака. По мојата победа, другиот ден са бајлето, одма во училиште иди Славко Матовски, еден од познатите атлетски тренери, иди уште друг еден тренер, Михо Илиевски, да ме зема во нивниот клуб. И јас се отидов кај мојот професор што ми предаваше атлетика, Михо Илиевски, и тренирав за еден клуб, воен клуб се викаше Борец. Меѓутоа, потренирав тука, од тука заминав да учам во Земун. Исто средна физкултурна школа, овде завршив втора година и заминав во Земун, во трета година да учам во Земун, бидејќи имав таму Вујко, на мајка ми брат, и тој ме покани таму, а физкултурната школа беше па близу одма до станов од Вујкото мој. И таму ме зачлени професорот по атлетика што ми предаваше, се викаше Шарчевиќ, кој што беше балкански рекордер во фрлање на џуле. Во то време, 50-тите години, фрлал преку 17 метра џуле. И ме зеде во атлетскиот клуб Младост во Земун, а исто така имаше уште еден клуб Единство и после се споија двата клуба, Единство и Младост, и остана, се викаше Атлетски клуб Единство. Така е почнав атлетиката. Во војската се занимавав исто така како тренер по атлетика со војниците и на свермиското првенство во Љубљана сите од постојна што беа учесници беа во врво на Југословенската народна армија во атлетика. Си дојдов јас овде и планирав да се вратам назад. Меѓутоа гледам другарите мои купиле мотори и ги воза најубајте девојчина во Прилеп. Чеке реков и јас да купам. И јас купив мотор, разбираш, женава моја беше 18 години, учеше средно хемиско училиште и си ја војзав на мотор. Ми дојде како пуба овдека, а таму многу тешко беше да се дружиш со оние словенкине. Поготово војно лице словенкине избегаваја ко џаволи од темјан. Имаше еден Мире Пештале го викаја, тој беше началник во општинското собрание за образование, култура и физкултура. И ме вика и ми вели ти од тој датум ќе бидеш тренер на атлетскиот клуб што е во составот на спортското друштво Победа. Оти тогаш Победа беше спортско друштво, имаше пинг-понг, имаше атлетика и имаше уште некој друг спорт. Се до 65-та година. 65-та година веќе ми досади одејчи да барам средства за надпревари. Ако појдеш кај председателот, тој ќе ти речи појди кај секретаро, ако појдеш кај секретаро, појди кај овај, појди кај онај. И 65-та година формиравме атлетски клуб, што го доби името 3 ноември, бидејќи на 3 ноември се одржа оснивачкото собрание. Кога испративне кулеска на Олимпијада во Сиднеј, кога со Александра бевне во Пекинг 2006 година на светско првенство, кога со Христина Ристеска бевне на светско првенство во Канада, бевне на европско првенство во Чешка, башка од атлетикава, значи, како деца мали, многу почна да тренира во атлетскиот клуб и кога ќе достигнеја одредена кондиција, брзина, рефлекси, се што е потребно, се префрлаја, беа од другите тренери, од другите клубови, беа, разбираш, како да ти речам,
не излагани, него му беше понудено да ода таму и меѓу нив беше и Томислав Петрески, беше Мери Гичева, беше Орде. Атлетикава во последно време многу е запоставена. Прете на 20 на 30 години многу се пишуваше за атлетиката. Само еден случај да ви кажам. Овде беше еден чувен голман Истатов во Победа. И се бираше секоја година спортист на годината. Меѓу спортистите на годината во Прилеп беа избрани Славица Конеска, Сојња Мицеска и Вера. И Истатов одам кај него во хотело во Дојран и собрани полно истакнати спортски работници од фудбало и му вели: од овај никогаш не станав спортист на годината на град Прилеп, бидејќи секогаш имаше поквалитетни од мене. За Олимпијадата во Минхен се случи бидејќи Славица Конеска беше предвидена да води како резерва за 4 по 400 метри, како петта атлетичарка. Меѓутоа со повредата, незиното отпадна и ми рекоја дека да одам на Олимпијада како гледач. Имав покана од атлетскиот клуб од Хрватска Славонија Осијек. Клубот се викаше Славонија од Осијек. Да работам како тренер платен, функционер. Меѓутоа ги одбив, не појдов, бидејќи мене ми беше целта овде да бидам и дури што си дојдов овде кај јас, имав и други понуди, само ради мајка ми и татко ми, бидејќи брат ми замина. Денеска прилепската атлетика е во врво на македонската атлетика. Еве, например, сега пред 2-3 недели, Бевне Куманово, од 20 медали освоивне 9 ние. Другите ги освоја некои бугарски атлетичари и од Куманово. Пред тоа имаме пионерско првенство за млади пионери, родени 2006 и помлади, бевне прваци на Македонија, со 20 бода му побегнавме на вторио, Куманово, и со 40 бода на работнички. Најдраго ми е она што го имам истакнат педагошки работник и ми беше трето ноемвриската награда кога ја доби клубо. Не јас, то беше 72 и 3 година. А сега, ќе ми биде, мислам, последна награда од годините си се години и ќе ми биде една од најдрагите, најсаканите. Па планирам уште 16 години до 100, па после ќе размислам.